ВМРО ДПМН за 3 недели на вонреден конгрес ке го бира новиот лидер. Никола Груевски по 14 години на чело на партијата е подготвен да замине. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи побара став за тоа. Какви промени ќе донесе конгресот на ВМРО ДПМН? Дали повлекувањето на Груевски би било само формално? Иван Колев кратко ни одговори, наполно формално ќе биде. Саша Андоновски пак смета дека се подготвува фиктивна промена на чело на партијата, тоест дека ќе седне некој кој ќе ја топли фотелјата додека народот повторно него побара Груевски да се врати за лидер. Никаква промена не може да има со исти луѓе во врвот, е ставот на Андоновски. Тони Кукавица е со став дека се работи за тоа на чело на партијата да дојде човек близок до Груевски и сето тоа ќе биде убава театар представа. Нешто слично кога Емил Димитриев стана премиер кога Груевски поднесе оставка, напиша тој. Иван Стефановски пак смета дека нема да му ја прифатат оставката и дека тој тоа ќе го искористи кога ќе го притворат против власта во неговиот тон пред меѓународниот фактор. За Борис Рочовски, Груевски не е политичар кој би се повлекол затоа што членството е против него, особено не во ваков момент кога партијата му служи за заштита од органите на прогонот. Најверојатно ќе постави пиун председател кој ќе го управува на копче. Добивме различни одговори на прашањето кој би бил наследникот на Груевски. Руки Ѓорѓиевски напиша и по Никола Поповски, додека Владко ја го именуваше Емил Димитриев. И Ненад Марковиќ смета дека Никола Поповски ќе биде новиот лидер на ДПМН заради неговата умереност во пристапот, но најважно заради блискоста со лидерот на австриските десничари Себастијан Курц. Лачки Тодор смета дека конгресот нема да донесе идеолошка промена, бидејќи силата на таа партија никогаш не била во капацитетот или профилот на првиот човек, туку во лукаво создадената идеологија на политички фактор. За Бојан Петровски, доколку не се слушаат реформаторите околу статутарните промени, ништо нема да се промени во ВМРО ДПМН. Гоце Георгиевски пак напиша, кој да биде, нека покаже почит кон историјата на македонскиот народ и нека го отстрани тоа ВМРО од називот, нека си биде само ДПМН. Според Шефик Дураку, ако ВМРО планираат некогаш да дојдат на власт, треба да спроведат вистински реформи. Последниот збор за избор на нов лидер ќе го имат делегатите на Конгресот, но без оглед кој да застане на чело на ВМРО ДПМН, ќе мора да се соочи со прашањата како што се истрагата за легитимноста на стекнатиот имот на партијата, големиот пад на рейтингот што се покажа на локалните избори и најмногу од се дека нема да биде во сенка на Груевски.